Преокупираноста на Македонија со политичката криза дозволи под радарот да мине нешто големо. Големо колку Русија. Колку длабоко пенетрирале руските интереси во ткивото на државата може да ве изненади, но овде во Вашингтон некои воопшто не се изненадени. Ова е Хоризонти, заеднички проект на Гласот на Америка и Радио Слободна Европа. Започнуваме со колегите од Прага. Со влест на руски капитал, преку разузнавачки и партиски линии, како и со енергетски инвестиции, Москва го шири своето влијание на Балканот, вклучително и во Македонија. Москва во Македонија, како и во Босна и Херцеговина, гледа потенцијална невралгична точка која може да биде искористена за дестабилизација на евроатлантското влијание на Балканот, со тоа што најотворено ја подхранува етничката нетрпеливост во Македонија, вели претседателот на дипломатскиот синдикат Сашко Тодоровски. Во текот на политичката криза, дел од медиумите и личностите кои се сметаа за блиски до ВМРО ДПМН истакнуваа дека алтернативата на Македонија треба да се гледа во Русија. Па да бидам искрен, и преголема е кореспонденцијата на ставовите меѓу ДПМН и Русија, па та дури и најофицијалните изјави на Руското министерство за надворешни работи. И од тука мислам дека таа структура е практично оној сегмент што можеме да го наречеме тврда струја во рамките на ДПМН. Рускиот интерес за Македонија почна да расте по објавувањето на така наречените опозицијски бомби во 2015 година. Руското министерство за надворешни работи во изминатиот период неколку пати се јави со реакција. Во последното соопштение по изборот на Тала Џафери за претседател на парламентот и насилниот упад на демонстрантите во собранието, Москва посочи дека опозицијата се обидела насилно да ја преземе власта. Русија смета дека политичката криза во Македонија е настаната и е последица од западното мешање во работите на земјава. Токму последната реакција во која нема ниту жалење за повредените или згрозеност за инцидентите, само злоупотреба на македонската ситуација за отворен напад врз Западот, вели Тодоровски. Поранешниот шеф на военото разузнавање Владимир Пивоваров вели дека Русија во своите официјални објави никогаш не навлегува во содржината на проблемот на Македонија, а тоа во суштина е криминалната криза. Бидејќи Македонија на мапата на светските финансиски институции некаде беше објавена како место каде што е перална на пари. Во таква ситуација знаеме дека Русија со свој, односно олигарсите од таму, прљаво стекнатите пари, криминалните пари, секогаш барат најлесен начин и најлесна можност, односно држави каде што не функционираат институциите пред се ради корупцијата, да може да ги исперат нивните пари и нормално потоа да ги легализираат. Минатогодишното истражување на Институтот за демократија покажува дека 26% од испитаниците сметаа дека најдобар сојузник на Македонија е Европската унија, а второ рангирана е токму Русија со 25%, пред Соединетите Американски држави со 17%. Аналитичарите во САД сугерираат дека треба итно да се надмине кризата во Македонија за да се избегне руско влијание во државата и да се одржи фокусот кон ЕУ и НАТО. Политичката нестабилност отвара простор за засилено мешање во внатрешните работи, предупредува Јан Суротчак, директор за Европа во Меѓународниот републикански институт. Рускиот интерес во Македонија го гледаме преку купување медиуми и користење на културното наследство кое на некој начин се поврзува со руското. Експертите во Вашингтон велат дека е потребен поголем ангажман од САД и од Европската унија. Иако светското внимание е фокусирано кон рускиот интерес на балтичките држави, тие предупредуваат за растечкото влијание на Москва во Балканот во време кога регионот е на пат кон забрзани евроатлантски интеграции. Неизвестноста во Босна, Косово, Македонија ја отвора вратата за Русија, коментира експертот за надворешна политика Едвард Џозеф. Кога имате отворени прашања на Балканот, поттикнувате влез на националистички вирус. Тоа се случува во речиси сите делови од поранешна Југославија. И аналитичарот Јанош Бугајски предупреди дека Русија има план да го дестабилизира Балканот.
Целта е да се отстрани влијанието од САД, Европската унија, да се создаде хаос со што Русија ќе превземе водство. Руската влада се одржува врз 4 принципи: пропаганда, корупција, неуспешни држави и територијални спорови. Сите тие состојки ги има на Балканот. Гордон Бардос, председател на невладина организација за југоисточно европско истражување и консалтинг, на распит во Конгресот за Балканот се осврна на опасноста регионот да стане нова зона на интерес меѓу Западот и Истокот. Да се втурне Балканот во нов фронт, во нова студена војна, ќе ја жртвува демократијата во регионот за уште една генерација. На неодамнешната расправа за Балканот во подкомисијата за надворешни работи на представничкиот дом, еден од панелистите беше вишиот дипломат од Стејт департментот Хојт Ји, кој се осврна на американската политика, споредено со руската, кога станува збор за Македонија. Им помагаме да ги постигнат нивните цели. Не им кажуваме што да прават, дека мора да влезат во НАТО или Европска унија, но укажуваме дека мора да исполнат одредени стандарди. Русија е фундаментално против она што се обидуваат да го направат и во тоа е разликата со САД. Ние сакаме да помогнеме да се приклучат кон Запад, а Русија ги влече назад. Како што предупреди портпаролот на Стејт департментот Марк Тонер, политичката криза во Македонија сериозно го забави демократскиот и економски развој кон евроатлантската интеграција. Ова беше Хоризонти, а јас сум Лилица Китановска од студиото на Гласот на Америка во Вашингтон. До гледање до следното издание од Прага.